На почетокот на наредната година ќе се знае дали студентите ќе добијат покачување на студентскиот оброк од 140 на 160 денари или пак ќе се прошири опсегот. Министерката Весна Јаневска денеска очти посочи дека средства во буџетот за студентите има и дека заеднички со нив ќе се одлучи дали ќе се зголемат средствата за оброк или пак опсегот. Буџетот има 18% повеќе средства од оваа година после ребалансот, а пред ребалансот ако рачунаме 50% повеќе средства за студентски стандард, односно околу 30 милиони евра. Нема дилема дека ние можеме да го покачиме и сме планирали да го покачиме студентскиот оброк, но се уште разговараме со студентите, затоа што ти имаат и некаква поинаква идеја. Сметаат дека за 140 денари можат да добијат во одредени маркети и одредени ресторани комплетен оброк, а дека би можело да се прошири опсегот, например и студенти кои работат парт-тајм, а се уште не постигнале одредена сума на средства, би можеле и тие. Значи, до крајот на годината тоа ние ќе го дефинираме и веднаш ќе се знае во јануари дали ќе добијат 160 денари за студентски оброк или ќе биде проширен опсегот. Студентите имаат можност преку средства за студентски оброк од 140 денари во одредени ресторани, маркети и продавници да си купат храна. Со инвестиции во образованието се помага на младите, а со тоа и се прават напори истите да се задржат дома, овде да студираат и да продолжат со работа и живот, вели Јаневска.